Цели 11 години ВМРО ДПМН имаше време да направи многу во здравството, но наместо да го подобри здравствениот систем, истиот го користеше за лично богатење. Цели 11 години владееше хаос во здравството, а клиниките се распаѓаа. Лошите политики на ВМРО ДПМН во здравството резултираа со урнисен здравствен систем, погазени права на пациентите и катастрофално лоши услови за работа на здравствениот персонал. Владата на СДСМ за овие 7 години ја санираше катастрофалната состојба во здравството. Владата предводена од СДСМ го унапредува здравството преку подобрување на условите за престој на пациентите во болница и условите за работа на здравствените работници. ВМРО ДПМН денес се обидува да шири неоснована паника, а граѓаните гледаат и сведоци се дека во тек се суштински реформи во здравството. Само за подсетување, преку транспарентна и отворена постапка СДСМ реализираше вработувања од 2018 година до денес 6 специјалисти, 23 доктор на медицина, 6 медицински сестри, висока стручна спрема, 25 медицински сестри со средно образование, 3 акушерки, 2 физиотерапевти, 1 психолог, 1 електричар, 3 возачи на итна медицинска помош, 9 чистачи, 1 општ работник и 1 лаборант. Тоа се ниту малку, ниту повеќе, туку вкупно 81 нови вработувања, откако СДСМ ја преседе власта. 16 доктори се испратени на специализација, што е највисока бројка досега. За вакви бројки на нови вработувања ВМРО не можеше ни на сон да замисли. Набавено ново амбулантно возило, произведено 2023 година. СДСМ постојано инвестира во едукација на доктори. Внесена е и дежурна лабораторија 24/7. Набавен е апарат, компјутерска томографија која е во тек на инсталација, како и неколку ЕКГ апарати. Постојано се инвестира и во инвентарот и подобрување на условите на пациентите. Реновирани се прозорците, набавени нови инвертер, клими и уреди за сите оделенија. Да не се занемарува фактот тоа што во текот на 2018 година пративме на специализација 16 доктори. Периодот за специализација веќе поминува и нашите одели се надополнуваат со нови лекари специјалисти. Во текот на 2024 година и 2025 се враќаат лекари специјалисти по интерна медицина, по гинекологија, ортопедија, хирургија, педиатрија и други. Граѓани кои ги користат здравствените услуги ќе ги почествуваат бенефитите од зголемениот број на лекари специјалисти. СДСМ ја враќа разнишаната доверба во здравствениот систем. Продолжуваме во инвестиција на медицински кадар и со спроведување суштински реформи кои го напредуваат здравствениот систем. Продолжуваме, се вели во соопштението испратено од Комисијата за здравство на Општинската организација на СДСМ Кочани.